Какви времиња доаѓаат? Како да се испланира иднината? На кој начин да се реши проблемот со кров над глава? Тоа се дилемите кои најчесто го притискаат младиот човек кога зачекорува во семејните животни предизвици. И од тука дилемите, што е поисплатливо, дали да се купи стан на кредит или да се живее под кирија. При тоа, кешот е закон, ама кај нас се ретки тие што можат да си дозволат тако задоволство, односно да купат стан во готово и да спијат мирно, без стресови секој први во месецот, да имаат доволно пари за да ја исплатат ратата. Македонските граѓани, како и оние во обкружувањето, главно живеат на кредит. Сериозен минус на дебитните и многу поголем на кредитните картички. Кредит за ова, кредит за она, ама кредитот за стан или семејна куќа е убедливо најстрашен. Прво поради каматите, потоа должината на исплатата и трето поради несигурноста на работните места. Сепак, со или без стрес, 90% од становите во државата се купуваат на кредит. Во помалите места, како Кочани, работите стојат поинаку, бидејќи тука секој ќе се снајде некако со продавање на некаков имот, наследени објекти и слично. Вечната дилема е дали парите што се плаќаат за кирија може да отплаќаат месечни рати за стамбен кредит. Реална предпоставка е дека кирија за стан од 50 квадрати во центарот на Кочани изнесува 150 евра месечно. Тој стан да се купи ќе чини околу 35.000 евра. Така месечната рата за кредит пак би изнесувала околу 150 евра, доколку кредитот е на 30 години. Од тука, апсолутно не се исплати да се враќа кредит, додавајќи ги плюс високите камати на него. Придобивката е што по 30 години станот останува, но тоа е многу долг период, 30 години. Од друга страна, од плаќањето кирии не останува ништо. Како и да е, работа на избор е, но и на планирање.